Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавив на почетокот, денеска, односно предпладнево, ќе отвориме оваа емисија со темата војниот конфликт во 2001 година. Практично имаме 25 години од војниот конфликт, четвртина век од војниот конфликт во 2001 година. Дали државата ги заборави оние што ја бранеа државата тогаш во 2001 година, додека политичарите зборуваат за напредок, за стабилизација, бранителите, голем дел од бранителите можеме да заклучиме дека живеат на маргините на општеството, без некои одредени бенефиции, без стаж, па дури голем дел од нив без здравствено и пензиско осигурување. Дали ваквата ситуација треба да се промени веднаш и што треба да се преземе? Тука гостин во Студио 10 е господинот Марин Најдов, председател на Одборот на бранители. Добро ве Најдов, значи добро утро, добар ден, и сакам да им посакам на вашите гледачи да добро не следат дека еден дел од 25 години да го прикажеме онака како стоат работите, а и да побараме ако има можност да нешто исправиме во понатамошниот период, бидејќи бранителите, како што рековте, оставени се на маргините на општеството. Тие се најмаргинализираната група во општеството. Иако 2001 година едини беа кои што застанаа во одбрана на државата и успешно ја завршија одбраната, ја доведоа државата да остане унитарна и во границите на своите граници во која што беше. И тоа не беше мала работа. Тоа државата одма после 2001 го заборави. Едноставно ги маргинализира, ги остави и полека, еве после 25 години, еден многу голем дел од нив веќе починаа, некои од старост, некои од трауми, некои од последици од ранувањата, и сите тие работи ги доведоа да и до ден денес веќе не се спомнуваат бранителите нигде, па чак можам слободно да кажам, иако вашиот медиум за 25 години изнесе некои податоци дека еве започна 25 години дојдоа од почетокот на војната, меѓутоа другите не беа заинтересирани многу околу таа работа, и тоа мислам дека во општеството и во државата не е добро. Не е добро, затоа што тоа е една многу голема работа за на тамошно воспитување и водење на младите генерации и чување на државата. Државата е светиња. Она е зеница во окото. Таа е најбитната работа за која што секој поединец треба да размисли и да се ангажира околу тоа, кој што тоа го направија нашите бранители 2001 година. По четврт век, како што најавив, од војниот конфликт во 2001 година, дали можеме да кажеме дека бранителите се сега херои, меѓутоа на институционално ниво само на хартија? И дали денешниот однос кон бранителите доказ дека државата може би има и кратко паметење? Да. Никогаш не биле херои бранителите, затоа што државата и на хартија им даде на оние кои што учествувале, не на сите, на поединци, им даде дека биле бранители во институциите кои што била армијата и полицијата. Меѓутоа никогаш, освен оние кои што ги загубија животите, председателот им даде одликување на народни херои. И тоа е сасвим во ред. Меѓутоа другите, покрај загинатите, имаше и има живи бранители кои што учествуваа и дале свој придонес во одбрана на државата. Тие се маргинализирани и заборавени од државата. И
да не кажам уште и подсмевани од страна на институциите на државата, иако некогаш знаат да бидат лицемерни и да кажат дека еве ние секогаш ги поддржуваме и ќе ги поддржуваме, никогаш не се случило. Од 2001 наваму, дури оние кои што ја бранеа државата, еден добар дел, после 2001 нешто пензионира, нешто излегува од работа и никогаш не ги вратија. Останаа на улица и до ден денес како социјални случаи, меѓутоа ни социјалните работници не се погрижија околу бранителите. Се снаоѓа и едноставно тихо умираа. И до ден денес е така. Сепак важна тема е за бранителите да зборуваме. Голем дел од емисијата ќе ја посветиме токму на бранителите од 2001 година, меѓутоа еве да се вратиме во тој воен конфликт 2001 година. Дали според вас војниот конфликт можеше да се избегне или пак беше неизбежен? Според состојбата на терен која што сте ја воочиле во 2001. Ние не знаевме дали можеше да се избегне, меѓутоа фактите се следни. Пред 2001 Америчката агенција на резервни нивни старешини, MPRI, дојде и почна да работи на смалување на армијата, на затварање на отпуштање на војниците, затварање на оружјето во магазините, и кога проценија дека еве сега е момент да се нападне државата, иако беше во партнерство за мир Македонија тога во ставена, они едноставно ја проценија состојбата дека сега е момент да се направи баланс измеѓу македонците и албанците во Македонија. Оние кои што ги водат глобалните проценки и кои што ги движат нив. Ова е лично моje мислење, анализирано после тоа што се случуваше, затоа што војната во 2001 не ја донесоа албанците од Македонија. Ја донесе НАТО, ја донесоа европските структури, кои што агресијата ја направија од Косово. Лично ја контролирав и сум сведок на тоа. Значи, ова не е измислена работа или ја предпоставувам, него ова е докажана работа да е тоа така. Вие бевте командант на кој предел? Ја бев во тоа време, значи, прв почнав од спортски центар, се качив на Кале и на командант на Попова шапка бев на сите безбедносни структури, кај што ги обединив, иако тоа немаше некоја наредба, ги обединив полицијата и армијата. А тежиштето и го дадов на армијата, бидејќи беше повеќе оспособена. И ова е фактичка состојба која што ја истакнав и на анализата на Попова шапка пред меѓународните структури, беа ташињата тамо, заедно со полковникот Марковски и Зоран Јовановски беше генералот полициски, ја истакнав и тога им кажав дека агресијата дојде од Косово. Они као се зачудија, а фактички они тоа го направија. И тоа е, бидејќи Македонија е мала земја, они со неа можат да прават што сакаат. Меѓутоа, да тоа изгледа малку подругачие, народот да го они можат наредбодавно, тоа што они го направија, можеа наредбодавно со Македонија да го направат, меѓутоа сакаа нешто да покажат. И тука имаме разни примери на тоа. Кај што они покажаа дека ако не се направат работите понивно како они сакаат, дека Македонија ќе сноси последици. Ние, бранителите, тоа не сме знаеле. Ние сме мислеле дека државата по секоја цена треба да се брани. Армијата си го направи и полицијата си извршија својата задача, посебно армијата, без и еден инцидент, значи без и една флека на одбрана на државата и успеја во тоа. Кај што загубите беа мали, али за нас се енормни. Значи, нема мала голема загуба, сите загуби се големи
ако се земе како човечки живот, и затоа што најголемото нешто е да го даеш својот живот за татковината, и тоа се прави со понос. Тоа не се прави со страв. Стравот надвор не постои. Стравот е само во главата на луѓето. Затоа што 2001 ја една секунда не отидов дома. Значи, као што другите одеа, идеа 15 дена ќе бидат на позиција, или 7 дена, па после ќе бидат дома, па поново ќе дојдат и така. Ја една секунда тоа не го направив, не затоа што не бев заменлив, него затоа што ете така се движеа работите и тоа спонтано отиде така и на крај така се заврши. Ние можеме со понос да кажеме дека бранителите се бисерот на Македонија, за кој што мора многу да размислат политичките структури. Ако се земе дека во тоа време, 2001, ВМРО како политичка партија, која што 98 дојде на власт, ја тежеше да ја дели Македонија како политичка партија. СДСМ не ја бранеше. Тие се тргнаа настрана. Во одбрана на државата останаа само бранителите, под воство на оние кои што ја водеа армијата и полицијата. Нормално, преседателот како врховен командант беше најодговорен во одбрана на државата. Оноа што денес го слушаме, и он си бил на висина на задачата. Можда малку уплашен, што немало искуство такво и одеднаш се случило, меѓутоа можеме да кажеме дека си ја завршил успешно својата задача. Тука не смееме да заборавиме одредени луѓе кои што биле неистакнати позиции такви, кои што храбро отишле во одбрана на државата, ама и оние кои што се уплашиле од тоа и се тргнале настрана. Дори на највисоки позиции во армијата. Тоа сега го слушаме, ние тоа не сме го знаеле. Али сигурен сум дека историјата нема да ги остави бранителите заборавени. Тоа сум сигурен, затоа што она знае после многу време да си ги отвори работите. Така. Четвртак век подоцна, во каква состојба сега живеат бранителите, тие кои што ја бранеа државата во однос на социјален статус и сличните други? Бранителите одредени си го најдоа своето место преку политичките партии. Значи, да бидеме искрени до крај. Политичките партии, оние кои што сакаа да ги згрижат од бранителите, они тоа си го направија, али тоа е све инцидентно и парцијално. Исклучиво партиски. И за помала група на бранители, можем да така? За најмала група на бранители, кои што, да не кажам на една рака, може да се избројат, и тоа не е решение. Значи, не е решение. Ние, бранителите, кои што 2007 на некој начин почнавме да се организираме заедно во Сдруженијето Достоинство. Тоа беше прифатено од масите во Македонија. Политичките структури почнаа да размислуваат за нив. Меѓутоа, раководството на Достоинство имало задни намери и после тоа го разнебити Сдруженијето Достоинство и спласнаа сите напори за остварување на своите права на бранителите. Иако во некое време, значи тоа беше од 2007, масовно почна да расте рейтингот на бранителите. Меѓу народот, политичките структури почнаа да се приклонуваат и почнаа да манипулираат со бранителите. Бранителите почнаа видоа поединачно некоја своја заштита во политичките партии и почнаа да се околу нив вртат и да ги остваруваат поединци своите права. Меѓутоа, голема штета им нанесоа на бранителите, генерално на бранителите, затоа што бранителите останаа на улица после тоа.
излегува луѓе од работа. Да не заборавиме дека работата више никогаш не ја видоа назад. Нити некој застана да каже ајде да видиме кои се тие. Иако раководството на достоинство имаше некои податоци и сакаше да поднесе некаков закон, меѓутоа во едно време дојдов до сознание од политичките структури дека двете политички партии, СДСМ и ВМРО, имаат политички договор со ДУИ да не ги изнесуваат брањата на бранителите, да не ги истакнуваат, а ако ги истакнуваат, онда дај да видиме заедно да ги ставиме во еден кош. Тоа нити може да се деси, нити смее да се деси, нити ќе се деси. До последниот бранител тоа нема да го дозволи. Ние сме ја бранеле државата, тие ја напаѓале. Максимум што они добија тоа беше Охридскиот договор и амнестијата која што на некој начин ја издействуваа и тука требаше све да застане. Они ги пикнаа во политички структури, ги пикнаа неписмени по институциите и ја доведоа државата до тамо докај што денес екзистира, едва екзистира, а искрено да ви кажам дека мислам дека оваа политичка гарнитура која сега е на власт дава една искра на нешто што може би ќе треба многу подолго време да ја врати државата во своите институции, бидејќи државата се институциите. Нефункционалноста не функционира државата. Да. Тоа е. Господин Најдов, како е можно, често пута се поставува прашање од голем број на луѓе во Македонија, тие што ја бранија државата да се соочуваат со основни екзистенцијални проблеми. Немаат примања, немаат здравствено и пензиско. И дали имате бројка на бранители? Сега можеби неблагодарно е бројка каде што говори дека голем број од тие кои што ја бранија државата сега се на маргините, односно немаат плата, немаат никаква примања. Ја ги сретнувам бранителите секојдневно. Оние што останаа живи, еден поголем број изумреа. Значи од разни останаа трауми, од разни болести се разболеа. Луѓето и останаа и години поминаа. Ако биле тога и 40 години, сега се веќе 65. И во тоа бранителите останаа на улица и денес се уврг глава. Таксисти или негде работници, физички работници, кај што останаа незгрижени. Периодично, како ќе се снајдат. Како ќе се снајдат и нормално тој притисок човек не може да го поднесе, бидејќи екзистенцијата е многу битна за едно здраво живење. Наспрема тоа, оноа што се случи е невидена работа, да ги згрижија оние кои што ја напаѓаа државата. Оние кои што во нивните комуникеа измислуваат дека сакаат да отцепат државата да приклонат кон друга држава. Оние кои што нема да сгрешам ако кажам дека еден поголем дел и денес не ја сакаат оваа држава. Тоа можам да го подкрепам со непочитување на прописите на законите. Па вие проидите од Джепчиште, тамо Пора и Джепчиште, идите према Теарци, ќе видите секој чекор само албанско знаме. Тоа е непочитување на државата. Тоа не е истакнување на нивното национално. Тоа е омаловажување и подценување на оние други некои што ја створиле таа држава. Македонецот ја створил државата. Не ја створил албанецот. Албанецот учествувал во стварање на државата, ама ова е македонска држава. И они сите тоа треба да го почитуваат, кај што вината не ја гледам во албанецот. Албанецот никогаш не е виновен. Он само процепите, односно оноа што некој го дозволува, они тоа си го присвојуваат и го прават.
така направија и со бистите на боречките организации во ТТО, на борците во ТТО, народните херои, ги тргнаа и никогаш веќе не ги вратија. Тоа незаконски беа тргнати. Незаконски беа тргнати и веќе никој не се огласи за компетентен да тоа го врати назад. А они под плаштот дека ќе се прави центарот, ги тргнаа настрана и више никогаш не ги... Од далечната 2006 година. 2006 година, тачно. Така. Дали постои системска негрижа или намерно има игнорирање на бранителите? И едното и другото. Значи, системски се маргинализирани, а и намерата им е затоа што политички, која ќе донесат они политичка одлука измеѓу партиите, тоа е врвот, а они ја водат државата фактички. Дали се тие две политички партии албански или се двете македонски, нивните договори се највалидни во државата. И тоа све додека ја мислам додека е овој систем, не ќе може тоа да се исправи. Тоа нема да го дозволат албанците бидејќи го стекнале. И тоа е, а бранителите не сакаат ништо. Тие едноставно сакаат мала заштита од држава. Конкретно, кои се вашите барања како организација, како одбор на бранители? Пензии, вработувања, здравствена заштита? Видите, во овие години и после толку време, најбитна е здравствената заштита. Затоа што луѓе идат се лечат и големи пари оставаат кои што ги немаат и умираат. Значи, некои кои што немаат можности да се лекуваат, едноставно умираат, немаат никаква заштита од државата, која што има обврска према оние кои што немаат да ги згрижи. А камоли бранителите? Бранителите мора да ги одвои од сите. Значи, бранителите настрадале и се категорија која што и дава на државата и државата треба на некој начин да им врати. Оноа што се работи за пензии, можеше да се направи селекција. Оние кои што се поимучни, немаше потреба ништо за нив. Значи, али оние кои што останаа на улица, требаше да ги згрижи државата. Кој што тоа го направија дуи со нивните тоа. Ја дојдов не дојдов до информација, пошто ние контактираме, ние сме луѓе, сме живееле порано заедно и денес живееме. И у разговор они ми рекоа дека сите нивни се згрижени. Јас се чудам. Преку која капа? И сега, како се они згрижени? Јас се чудам. Ја и до ден денес не знам како, али они викаат добиваат пензии. И сега, дали пензии преку ДУИ, како политичка партија, или пензии преку нашите социјални институции, кај што кај нас тоа го нема. Како може кај нив да го има? Кај нас, да, има една категорија на луѓе кои што биле ранети, па имаат некои додатоци. Символично е тоа све, не е тоа ништо од кој може да се екзистира, али на некој начин го има. Што они сакаа? Политичките структури уште 2002 година они отидоа да бранителите им дадат нешто само на оние кои што беа ранети. И донесоа некој договор за бранителите, односно донесоа некој закон за бранителите, посебни права на бранителите и тука застанаа, за да може после да ги отворат работите за другата страна, во која што другата страна е, ако е 100% згрижена, а кај нас не се ни 2% згрижени, значи е направена пермутација на работите во државата која што не смеела тоа да го дозволи. Пак ќе повторам, помина 25 години, дали има случаеви каде што институциите ветиле нели за права на бранителите, меѓутоа не го реализирале. Сигурно имало такви случаеви. Сум бил сведок. На повеќе лично, предпоставувам, лично сведок на повеќе места кај што политичките структури
ветувале пред избори. И класично манипулирале со бранителите и со нивната судбина. Кај што ветувале и после тоа веќе безобзирно се однесувале кон нив. Значи, тоа сега, ја не ги кривам само политичките структури. Ја ги кривам и бранителите кои што на некој начин од малтретирањето на институциите во државата и од поединци од политичките структури се уморија. И веќе немаа сила да преземат нешто и ден денес некои кои што ги водеа бранителите во тоа време се нафатираа фино, си заземаа позиции и ги заборавија бранителите, иако они зборуваат дека сме им овозможиле таму, тоа може на една рака да се изброи и тоа само колку да имаат изговор на тоа, тоа не било цел, не било начин на згрижување на бранителите. Па можеме да заклучиме дека политичарите ги користат или политичарите ги користат кога имаат потреба од нив, така? И една друга работа сакам да истакнам во тоа, дека имаше некои 3-4 здруженија кои што 2011 ми се чини беше идеја од пратениците кои што во тоа време екзистираа 2011 идеја бараа потписи дека ќе се заложат за бранителите. И од сите добија потписи од сите пратеници, меѓутоа ништо не се случи од тоа. Они истиот момент кога го заземаат позицијата, они тоа го забораваат. И тоа не е да не кажам нормално. Тоа излегува од сите и човечки норми на однесување. Али не се води многу рачун за селекција на оние кои што ја водат државата, бидејќи државата е голема работа. Таа е светло на сите во која што живеат во државата. И секој поединец на било кој начин има обврска да ја помогне на државата, да ја даде на државата, за да може таа држава утре да му врати на неговото дете и внуче. Али ние горе немаме доволно свесни луѓе да тоа го направат. Ние имаме политиканти, али политичари немаме. Политичарите се исто одговорни луѓе. Тие треба да ја преземат тежината на државата. Да они се однесуваат одговорно како за своето дете. Заборавајќи во тие моменти на нивните деца, они сакаат да ги стават приоритетите на нивните семејства и тука нема среќа. Да. Во однос на законот за бранители беше во собраниски комисии, заглави во фиоките, кои се вашите информации, затоа што еве во јавноста подолг период 7-8 месеци не се зборува за тоа? Законот за бранители никогаш нема да биде донесен. Значи никогаш, поради тие 4 политички партии, 2 македонски, 2 албански, кај што имаат политички договор да никогаш правата на бранителите не бидат донесени, ако бидат, да бидат донесени заедно. И таа фалинка, Македонија све доека овој систем, тоа така ќе биде. Нема да се измени никогаш. Тоа сум ја повеќе него сигурно, ја нема да го доживеам. Ја среќа уште 91 не требаше да бидам жив. Затоа што едно 4-5 пати требаше да бидам загинат на Банија горе. Кој што ме однесува со единицата, ја не сакам војни, меѓутоа секоја војна ме закачуваше. И тоа ја го работев затоа што мислев дека и Македонија се брани во Банија. Дека ја не отидов таму што ги мразам хрватите, тие беа наши, исто како и србите. Меѓутоа Македонија тога мислев дека ако се запре горе во Банија, Македонија ќе опстане без тоа. И Македонија опстана без метак. Али последиците си дојдоа за тоа што некој планер тоа така го планирал. Како се борите со психолошките последици вие кои што сте поминале толку, меѓутоа и другите бранители? Мислам дека тоа е на некој начин проблем број 1 кај нив.
стресот и травмите. Бранителите не се сите исти. Значи има оние кои што имаат малку по-сврст однос и разум кон тоа и оние кои што се лабилни и кои што во даден момент ескалираат. Значи не можат тоа да го поднесат и тоа е природно. Ја никогаш не им замерив на оние кои што зедоа да се тргнат настрана од борбените дејствија и во Македонија, да ги напуштат своите домови и да отидат далеку. Али им замерив тогај кога се вратија назад и кога почнаа да ги на некој начин исмејаваат бранителите кои што државата ја зачуваа и нивните куќи. И тоа страшно и до ден денес ме боли. Не можам да го преболам тоа затоа што да земете само ако бранителите добивале некаква надокнада од државата, тоа е обврска на државата и тоа државата си го прави за време на борбените дејствија. А они ги омалжуваат дека тие иделе за пари. За пари не се гине. Не сум видел уште кој ќе го даде животот никогаш нема за цена. некоја сума на пари. Уште не сум сретнал таков. Или еве нека земе тој за тие пари кои што они ги зборуваат 1000 марки. Сега ја не знам колку било тоа, меѓутоа нека оскине прстето само за тие 1000 марки, 1000 евра ја ќе му ги давам, нека оскине прстето само за тие 1000 евра да види колку е животот вреден. Затоа што животот нема цена. И тоа треба да се цени. Не биле будали 41-45 кога ја стварале оваа држава. Да им даат социјални грижи на оние кои што ја бранеле државата до крај на животот. Тие точно знаеле вредностите. Ја во една прилика реков. И тоа на еден отворен собер. Реков дека жално е што нашите раководители не знаат што значи бранител, бидејќи не учествувале во тоа. Али Ахмети точно знаел која е тежината на оние кои што ја напаѓале државата. И он направил све да ги згрижи тие. Кај нас не излезе еден, иако ние имавме одговорни луѓе, и до ден денес не излезе еден, дали се плашат, дали луѓево се срамат, што биле бранители, меѓутоа можда и околностите ги довеле до тоа, што не би смеело да биде. Оној кој што е на позиција, он не може да се плаши, он не смее да се плаши. Оти стравот е само во главата, надвор не постои тој. Тој луѓето, ја не знам како го чувствуваат тој страв, али кој е упрашање државата, све се остава настрана. Таа е тоа што треба да се чува. А они не само што ги оставија бранителите на цедило, него и се живљаваат над нив. Да не кажем и оно граѓанството кое што беше тргнато настрана. А никош не сум им замерил. Се уплашил, отишол и тоа се природни работи. Меѓутоа, дај малку цени оноа што некој тоа го дал. Го дал за сите, не го дал за своето дете. Првенствено за своето дете, али и за сите други. Да. Господин Најдов, сепак, нели, 2001 беше страшен период за голем дел од Полошкиот регион, меѓутоа и во Скопско и во другите краеви во Македонија, меѓутоа особено за вас, бранителите. Може ли да ни посочите кој беше најтравматичниот период под ваша команда, кои што биле тие војници? Како се водеа војните действија? Дали имаше блиски средби со нив? Затоа што сепак јавноста и после 25 години се уште не претпоставува што се случувало нели на планинските предели горе. Жално, дури и трагично, 2001 ја дочека скоро растурена армијата. Од структурите кои што пред тоа ви ги кажав, од Емпирај, наводно, самата поставеност тоа го покажуваше дека несоодветни луѓе дошле на одговорни позиции и кога требаше нешто да се направи, да реагира државата, они не знаат да се снајдат. И
Тоа го направија бидејќи пред тоа беа пензионирани еден поголем дел од старшините кој што беше солиден кадар од бившата JNA, почнаа да ги враќаат. И благодарение на нив државата опстана. Затоа што тие кои што беа на одговорни позиции, они едноставно ги тргнаа, а дојдоа оние кои што сакаа да одбранат државата и одбранија. И тоа како што беше генералот Панде Петревски, кој што беше генералот Бошевски, они дадоа, тие беа вратени. А и после тоа, они беа отпуштени од армијата. Генералот Бошевски не беше за пензија. Они веднаш 2003 не ја, мене ми купи државата 5 години работен стаж за да ме пушти во пензија. Ја бев пресреќен, бидејќи ја го поминав и Косово, и Банија, и Македонија. Ја бев уморен од животот, бев уморен. Али и не барав ја ништо. Државата мене ништо не ми дава се мојата пензија. Али јас сум задоволен. Јас сакам државата, како моето дете и внуче. И тоа треба секој еден да го има тоа чувство, а да го створат. Потребно е малку повеќе. Оние кои што треба да ствараат таа работа се најодговорните, оние мислители во државата кои што ги поставуваат стратешките работи. Да не дозволат патриотизмот да згасне, него да го подхрануваат и да го чуваат. Према младите генерации за која ќе дојде во возраст во некоја, да тоа го чувствува и да тоа го направи. Сепак треба да се подсетуваме на ваквите храбри дела. Пред повеќе од 15 години имавте доста одбележувања на трагичните настани каде што загина нашите бранители. Како сега тече тој процес според вас? Како тече? Тешко. Затоа што веќе и години ме наваса. Ја легнувам и станувам со помислата на нив. И до ден денес, значи тоа не само што не можам да го заборавам, него ја не можам ништо да направам во тоа. Али можам да одвоам еден дел од средствата од джепот од мојата пензија и да земам една икебана и да идам да ги чествувам на местото. И тоа го правев многу почесто и на сите места во последно време. И тоа веќе некако ми ствара баланс, затоа што веќе на местата доаѓаат политичките структури кои што ја не сакам да доаѓаат. Али не можам и да не ги известам дека тоа се прави. Јас сакам да дојдат бранителите, да го имаат тоа чувство на чувството на сожалување, не сожалување, него на одбележување на тие луѓе кои што го дале својот живот. Тоа све помалку го имаме, односно и оние бранители, јас знам малку од бранителите, бидејќи ја кога ги водев, ја бев командант. Ја ги знаев одговорните кои што водеа. Одговорните ги знаеа своите починети и тоа е секогаш така. Мене сретнувам луѓе кои што еве после 25 години вика: "Господине Најдов, јас сум бил со тебе на шапка." И сега он бил со мене на шапка, али никогаш не дошол на чествување на бранителите, ако сите ги знаат датумите. Тие се јавно познати. Најтрагично од све, што нивните родители и фамилиите ги заборавија. Тоа можда највише ме погодува. Дали родителите им се изумрени? Дали родителите веќе од манипулациите на државата и они само си ги гледаат своите нивните потреби? Ја не знам што е, али еве да заклучиме и тоа дека и родителите ги заборавија бранителите кои што ги оставија своите животи. Ќе направам све. Значи све ќе направам да не ги заборавам. Да се иде таму кај што секогаш сме го правиле, да се продолжува, али уште една работа која што највише ме погодува во оваа Македонија, ја мислам дека тенденциозноста која што се спроведува околу местата на чествување на бранителите, тоа стварно многу ме боли.
Не ме боли толку што ги кршат плочите кај што ги поставуваме. Плочите они ги кршат затоа што не функционираат институциите на државата. Значи нема загарантирана безбедност во државата. Додека нивните споменици се многу големи. Значи они ги прават и никој не погледнува на нив. Нашите ги занемаруваат. Ме боли споменикот во Прилеп, кој што е на бранителите и треба да биде. Прилеп е град херој. Прилеп даде многу жртви. И дал и даде. И со сиот респект према нив. Меѓутоа, Карпалак е местото кај што централниот настан мора тука да се одбележи. Каков е таков е. Тој ден и тој саат мора да се затвори све тука и да тоа достоинствено се одбележи со сите работи. И тоа треба да го направи одборот на бранители кој што се во Македонија, тоа е неформално здружение кое што ги обединува 9 здруженија и кој што и до ден денес екзистира, бидејќи никој друг освен Прилепско, но оноа ЗРВ, Здружение на резервни војни обврзници од Прилеп, кое што некако екзистира, заедно со Рубин преседателот, и за Карпалак само се активира кога ќе дојде денот за Карпалак и тоа е. Друго не функционира, освен одборот на бранители кој иде и ги чествува на местата на тоа. И ние тоа редовно ќе го правиме. Ја само сакам уште еднаш да потенцирам да направат све структурите најодговорни во Македонија да централните прослави биде на Вејце, ако е на Вејце, да биде на Карпалак, каде што биле тие традициони настани, така. Кај што се одржал настанот тука да биде затоа што тука тоа боли. Тука уште мириса на крв. Тука е тоа што треба да се генерации да се воспитуваат на тоа. Што би им порачале на младите кои денес нели ја слушаат оваа емисија? Дали вредеше жртвата во 2001 година? Вредеше. Вредеше жртвата и ако државата ги маргинализира, тоа е небитна работа уопште во однос на државата. Значи вредеше и секогаш ќе вреди да се даде животот за државата. Затоа што тоа е најсвето нешто, а животот почна и завршува. Животот никој не го планирал, нити знае кога ќе го изгуби. Тој едноставно си тече. И тоа е природата, тоа е така. Али државата е вековно нешто кое треба да се одржи и генерации после тоа наследници да се чуваат. Само. Еве ги гледаме, хрватите веќе организираат да војска, да имаат војска. Овие од Србија исто така го прават. Ја мислам дека Македонија треба што поскоро да размисли за тоа. Веднаш да почне со подготовка на тоа, бидејќи дојдовме во ситуација да више немаме кој не ја знаат пушката. Значи не виделе нешто, а во одбрана не се оди со голи раци. Иако денеска е војувањето на еден сасвим друг начин, меѓутоа без човечки фактор не бива ништо. Така. Ако ништо не се промени, дали бранителите размислуваат или размислувале да излезат на улица за да ги остварат своите права со протести или пак порадикални чекори, кои што повеќе структури тоа го прават кога немаат слух институциите? Ќе пробам да ги организирам уште еднаш, иако годините ме надваса, да им предочам дека не го прават они тоа за себе, него тоа го прават за нивните деца и внуци, као што се срамат да не се срамат. Ако оној кој што бил во УЧК и е напаѓал државата и екзистира во државата, истакнува тоа дека го правил и тоа со понос, што е оно што нив ги тера да така, значи, едноставно се притаени. Ја ќе направам се. Ако можам, не бунт во државата. Ние не сме за тоа. Ние ја сакаме државата и никогаш нема да го направиме тоа. Али да не гледаат дека сме живи и да секогаш се сеќаваат на нас, бар додека можеме. Ако биде среќа и нашите деца и внуци да го продолжат тоа,
како што боречката организација на некој начин го правеше во некое време, што денес не е случај. Боречката организација исклучиво припаѓа на бранителите, кои што ја одбранија државата и местото им е во боречката организација, што жалосно, таа како државотворна организација ја претворија во здружение на граѓани кои што тоа е жално. Тоа не смееше да се случи, бидејќи ние сега 25 години има од тога. Тоа се деси, не знам која година, кога се донесе закон за тоа, али не смееше да се деси. И бранителите треба да си го најдат местото во боречките организации, бидејќи таму им е местото, и да ги дигнат главите, да не се срамат, него да се поносат што одбраниле државата. Државата кога тогај ќе има обврска према нив, ако не према нивните деца и внуци. Да. Господин Најдов, при крај сме со емисијата, ве како последно прашање со разговорот практично со вас, кој е вашиот најсилен апел до државниот врв? Што треба да направи за да не биде предоцна? Државниот врв, ја ви кажав, сега ми дава некакви сигнали кои што можда за прв пат од 90-та година го чувствувам тоа. Значи, државниот врв сака нешто да направи, да исправи некои девијации во нашава држава, во општеството. Еве да им апелирам, да ме повикаат. Ја ќе направам све. Не сум само ја. Тука има многу поголеми од мен. Има оние кои што биле одговорни, кои што ги воделе бранителите, кои што се настрана да дојдат, да се договориме и да нешто направиме за бранителската кауза, ја тоа сакам. Доека не ги затворам очите да го видам. Ете, тоа ми е желба. И нив им порачувам да ме повикаат. Бидејќи и министерот за внатрешни работи сегашен, и министерот за одбрана и премиерот ми даваат некакви сигнали, кои што ме охрабруваат. Се дали тоа ќе се случи и како, ја би сакал да поразговараме. Затоа што имам што да им посочам и има уште бранители во државава кои што може да го понесат теретот на бранителската кауза, она е света. Така. Благодарам уште еднаш што прифативте да бидете тука гостин во Студио 10, каде што разговаравме за теми кои што можеби со години се отрнувани на страна, затоа што сепак се работи за горлива и болна тема. Благодарам и на вас, ми беше задоволство и секој стоам на располагање, имаме што да кажеме, али ова кратко време може толку. Благодарам. Така, благодарност уште еднаш. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со нов гостин во Студио 10 со историчарот господинот Бранислав Светозаревиќ.